Покрај кесите со отпадоци на ова место се фрлени и душеци и клеми. Бидејќи не можат да поминат на овој дел од улицата, граѓаните и децата кои одат на училиште се изложени на ризик од автомобилите. Kështu është gjendja në John Kennedy, pra pikërisht përballë shkollës Vasil Glavinov. Pra siç mund ta shihni, qytetarët jo vetëm që nuk mund të kalojnë në trotuar, por mbeturinat kanë dalë edhe në rrugë kryesore. Побаравме одговор од град Скопје кога ќе се исчисти ѓубрето, но не добивме одговор. Градоначалничката во заминување Данела Арсовска реагираше преку објава на Facebook, споделувајќи фотографија од кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски, кој важи за фаворит за градоначалник на Скопје со следната порака. За ѓубрето во Скопје тој треба да ја контактира претседателката на управниот одбор на комунална хигиена Јулијана Спировска од ВМРО ДПМН, која е криминалец осуден со правосилна пресуда за 2 кривични дела и веќе 4 години управува со комунална хигиена Скопје. Од основното јавно обвинителство Скопје информираа дека веќе ја започнале постапката и преземаат мерки за обезбедување докази за можно кривично дело. Тие истакнаа дека се испратени барања до комуналните инспекциски служби за спроведување на вонредна контрола и утврдување на фактичката состојба. Во меѓувреме пак владата нареди вонредна и координирана контрола на територијата на Скопје поради кризата со отпадот. Оттаму соопштија дека државните инспекторати и Министерството за внатрешни работи ќе испитаат состојбата со отпадот и работата на јавното претпријатие комунална хигиена, како и на градоначалничката на Скопје, поради несобирањето на ѓубрето што представува ризик за јавното здравје.